Добро дојдовте во нашата емисија. Добар ден, добро ве најдовме. U4U, група на млади музичари, ентузијасти, кои последните години знаат многу често да раздрмаат младата публика и секогаш имаме убави поводи за вас, со вас за разговор. Овој пат поводот е предстојниот концерт. Може ли малце повеќе да ни кажете за него, вие да ни откриете? Кога ќе биде? Може, значи концертот ќе биде на 29 ноември. Тоа е вторник и е под наслов Ден на Републиката. Интересно. Свириме XU рок музика. Така. Се дружиме со чест и задоволство со струмичката публика. И секогаш ни било предизвик да свириме пред струмица и да функционираме тука како прво, како дома, најдобро што можеме. Така. Интересно е што вие како група, најпрво ајде тоа да ве прашам, U4U, знам дека во едно од претходните интервјуа кои го правивме, ни кажавте мала тајна ни открили. Санјао сам ноќас да те нема. Може ли малце повеќе да лежим будан што беше целта на последни од снега. Така, U4U И тихо, проектот U4U се случи баш пред 2 години. нека друга жена Првичната замисла моје беше да име свириме дозива од нашите кроз ноќ. екс-ју што до тогаш многу од младите генерации не знае за таа музика. Јас пораснав со музиката на Индекси, на Леби Сол, на Тайм и така дојдовме до идеја да свириме нешто поразлично, што е прифатливо за сите и разбирливо. И имавме дилема како ќе се вика бендот. И во тоа време функционираше TNT. И се случи еден ден, се погоди на... Јас бев секој ден, пиевме кафе со Зоки, со Миле, цела таа екипа. И беше Никола Маџиров. И побаравме совет за името. И баш Никола Маџиров е нашиот кум, U4U. Бидејќи баш името ја опишува целата ситуација за бендот. Колку години сте на музичката сцена? Може ли да ни откриете? Околу 2 години. Да? Да. Да. За како U4U? Да. Како U4U. U4U. Дали имате како дојде до идејата баш Претходно имаме други, заедно имаме свирено други. И баш како кажа Зоки, нели, спонтан. што е она што ве Видио само факт е дека вие сте млади, никој не е роден во времето на стара Југославија, како што ние знаеме да кажеме, меѓутоа постојано сте приврзани на таа музика и постојано ја негувате таа музика. Што е целта на вашето постоење и негување на таа музика? Може ли да ни откриете? Музиката е чудо. И општо музиката прави чуда и целта на постоењето е добрата музика. Затоа што во денешно време имаме многу примери каде што прво немаме квалитетна музика, а друго што се живее во некој друг филм. Денес. Надвор од квалитетното, без разлика за што и да разговараме.